Dobro večer Kriva Palanka, dobro večer pobednici, dobro večer и добре дојдовте да го поздравиме идниот председател на Републиката, професорката Гордана Силјановска-Давкова. Добро вечер и за тие кои што се најзаслужни што денеска ние можеме да стоиме во името на нашата организација, во името на ВМРО-ДПМН овдека пред вас, а тоа се основачите и ветераните на ВМРО-ДПМН овде од Крива Паланка. Голем поздрав и до нив. Голем поздрав до овие млади луѓе овдека лево од мене, кои што допрва ќе кажат она што имаат да го кажат и допрва ќе ги презентираат политиките и идејата на ВМРО-ДПМН и Република Македонија, Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН од Крива Паланка. Идниот председател е жена. Голем поздрав и до Унијата на жени на ВМРО-ДПМН овдека од Крива Паланка. Поздрав и до оној кој што ги обединува сите нив, тоа е Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН овде од Крива Паланка. Голем поздрав до актуелното, но и до сите оние раководства кои што работеле, се бореле за ВМРО-ДПМН и за Република Македонија. Голем поздрав до нашите коалициони партнери кои што се дел од коалицијата за подобра Македонија, а се вечерва овдека со нас. Изминавме, браќа и сестри, добри луѓе и илјадници километри. Не само сега, за време на кампањава, туку и месеците наназад. Разговаравме со многу наши сограѓани, со илјадници наши сограѓани разговаравме за денешното секојдневие во Република Македонија. Но она што денеска гласно се зборува во македонските домови, гласно се зборува на улиците, на булеварите, на плоштадите, е дека на 21 април, а потоа и на 5 мај победуваме и иден председател на Република Македонија е професорката Гордана Силјановска-Давкова. И тоа треба да го знаат овие малкумина властодржци, слуги на Зоран Заев и СДСМ, кои што снимаат, преснимуваат, а потоа и прегледуваат, дека овој народ е како пиреј и колку и да го кошкате и клоцете, ќе ви врати. А тој ден доаѓа затоа што сте на колена и прашање на недели кога ќе паднете. Затоа топло ви препорачувам од овде од Крива Паланка и вие кои што сте се колнеле на уставот дека ќе го штитите овој народ, застанете со народот, затоа што народот е тој кој што ви дава и одзема легитимитет. Ке се сретнеме на улица многу скоро, ке се погледаме очи во очи, но некој од нас ке се срамува за тоа што го правил. Но јас овде од Крива Паланка ви ветувам дека за сиот криминал, за сета нечеститост, омаловажување и понижување, ќе одговарате пред законите од прв до последен. Го слушам овие денови, она младо момче, како застанало пред штабот на ВМРО-ДПМН и зборува за армијата на Република Македонија. Зборува дали знаеме колкав бил бројот и така натаму и така натаму. Еве овде од Крива Паланка ќе го поздравам тоа младо момче и ќе му поставам две прашања. Првото прашање е
Da li znaje тоа младо момче што е утринска смотра? Da li знае што е пожарство? Da li знае како се чува стража на минус 20 во јануари во 1 метар снег? Еве ќе му помогнам со второто прашање. Нека го праша неговиот ментор, тој што го праќа. Таму каде што коленичи и каде што добива заповеди и наредби. Дали може би тој знае да даде одговор на ова прашање? Па нема. Тој се сеќавате, кога требаше да се одолжи на државата, вадеше лекарски, дека не бил подготвен, не бил спремен, а за премиер да краде и да плячка е спремен, а? Епа, господа властодрци и вие малкумина слуги што останавте верни на овиот врхушката на СДСМ. Јас бев дел од гардискиот батальон, првата гардиска чета. И секогаш, без исклучок, кога доаѓаше странска делегација и кога ги испраќавме македонските високи политичари, кога ги пречекувавме, секогаш, без исклучок, секогаш беше построена македонската гарда, а воениот оркестар ја интонираше македонската химна. А вие, господа, од врхушката на СДСМ, предводени од Заев Зоран, ќе останете запишани во историјата дека се само откажавте од основното човеково право на самоопределување и се срамевте да слушате дека денес над Македонија се раѓа и дека македонците се борат за своите правдини. Вие, господа, од врхушката на СДСМ, ќе останете запишани дека се срамите да кажете на кој јазик говорат жителите во Северна Грција, а е различен од грчкиот. На кој јазик пеат тие луѓе и какви ора играат? Тоа се македонци кои што говорат македонски јазик, пеат македонски песни и играат македонски ора. Вие, малкумина од врхушката на СДСМ, ќе останете запишани дека се откажавте од македонскиот идентитет за пусти пари. За пусти пари! Денеска, браќа и сестри, доаѓа втората радосна вест. А втората радосна вест е дека доаѓа правдата во Македонија и ја победува неправдата која што денеска е секојдневие. А што е неправда? Си го поставуваме сите ние прашањето што е неправда. Неправда е кога како опозиционер на земјоделците им ветувате за гарантиран откуп, им ветувате повисоки субвенции, им ветувате дополнителна помош, а денеска оние во Ресен ги сечат дрвата затоа што 1 килограм јаболка е 1 денар. Затоа што оние во Кочани ги полнат амбарите со ориз затоа што нема кој да го откупи. Се вратив, вчера бев во Пијанец и Малешевијата. Десетици наши сограѓани ми раскажуваа како го истурале родот во коритата во реките затоа што немало кој да го откупи. Иста беше судбината и со оние во Росоман со праските. Исто е и со оние кои што во Пелагонија ја оставија ненабрана. Но затоа дојде нашиот пресвето министер од патувањето од Дубај, подновен со нови патичиња и ни кажа
и ни кажа, вели, ќе исплатиме субвенции за тутунарите. Добро е тоа. Еве, нека не мислат дека го критикуваме, конечно, после 2 години направи една добра работа. Исплати она што тие луѓе со труд и со мака го заслужиле. И добро е тоа ако се избори. Но лошо е што играш на картата на кратко помнење, што ги навредуваш луѓето и мислиш дека на тој начин, младо момче, ти ќе тргуваш со нивните гласови. Земјоделците одамна донесоа одлука на 21. април, потоа на 5. мај, ќе ја поддржат правдата во Македонија идниот председател Гордана Силјановска-Давкова. Залудни се овие твои криминални обиди. Но добро е, барем нешто направи честито, го исплати со мака и со труд заработениот денар на земјоделците. Неправда е кога патриоти денеска лежат со затворски казни повисоки од 2 века, а сторителите на убиството на оние деца од Смилковско слободно се шетаат. Неправда е кога на младите луѓе ќе им ветувате како опозиција работа, напредок, а денеска ако не сте пети роднина на Мира Дизел, тешко и дека ќе имате шанса да се вработите. Неправда е да затварате цели планини, да може да се санка со другарчињата премиерот, а пола милион наши сограѓани да гладуваат. Неправда е да се возите по Европа со Бентли и Мајбах, а нашите сограѓани да ја напуштаат Македонија затоа што немаат основна екзистенција. Неправда е кога како опозиционер ќе му ветувате на народот дека ќе реновирате болници, амбуланти, клиники, дека докторите ќе имаат 100.000 денари просек плата. А денеска да тргувате и со тие кои што некој ви ги оставил, а докторите масовно да се иселуваат и да ги полнат клиниките во Европа, Америка и во Австралија. Неправда е кога ќе му ветувате како опозиционер на народот дека 15% ДДВ ќе вратите во првите 6 месеци. А денеска ве нема никаде да излезете истиот тој народ, да го погледате очи во очи и да му ја кажете вистината. Неправда е кога како опозиционер за пусти пари ќе се колнете во најмилото, во татковината, во дедовината, дека нема да го продадете идентитетот. А единствената работа што ќе ја направите откако ќе дојдете е токму тој идентитет да го продадете. Кога бев во Струмица, го подсетив и на Пецев, и на Белев, и на Јарамов, и на Топчев, и на Костуранов. Се сеќавате за тие млади струмички студенти кои што својот живот го оставија за оваа држава, за да ние денеска можеме да живееме. Но овие политички измамници тргуваа со тоа што го наследија за пусти фотели и пусти пари. Тоа е неправда. Но втората добра вест е дека доаѓа правдата која што сите овие неправди ќе ги порази најпрвин на председателските избори, а потоа и на предвремените парламентарни избори. Јас ви го ветувам тоа. Ме праша еден студент во Берово вчера: професоре, ќе дојде ли крајот? Јас немам втори избор. Ќе се борам се додека не ги видам овие политички измамници на вистинско место, онаму каде припаѓаат. И ветувам од тоа место ќе ги почастам со по едно селфи со мене. Да го паметат цел живот што направија за нивната татковина и за нивниот народ. Имам уште многу да зборувам и за таа неправда, да зборувам и за се тоа на кое што и го нанесоа
за сета болка која што ја направија на нашата татковина. Но изборот, браќа и сестри, добри луѓе, е јасен. Од една страна го имаме овој избран од она Хилтон коалиција, транзициона, криминална, Пендаровски Стево, седнат во скутот на овие политички измамници предводени од Заев Зоран. Гледате кој го поддржа таа Хилтон коалиција, ја видовте сите оние транзициони херои. Сите оние политичари од криминалната транзиција кои што донесоа беспаке на македонскиот народ, на македонскиот граѓанин, без разлика на етникумот. И од другата страна имате борец, безкомпромисен, заштитар, чувар на законите и уставот, застапник на правото и правдината, Гордана Силјановска-Давкова. Изборот е јасен на 21. април. Нас ни треба право и правдина. Нас ни треба владење на правото и враќање на правната држава. Професорката Гордана Силјановска-Давкова со својот личен, но и професионален минат труд, дома и во странство. Тимот на експерти од дома и од врвните универзитети во странство кои што застана позади Гордана. Вие, народот, сте гаранција дека ќе имаме вистински реформи во судството и обвинителството. Реформи кои што од политичкиот арач на овие политички измамници ќе го ослободи бизнисот да инвестира во Македонија и домашниот, но и оној однадвор, да креира нови работни места, да има повеќе пари во буџетот за субвенции, стипендии, повисоки пензии, повисоки плати, реновирани болници, училишта, градинки. Со својот интегритет и професионално минато, Гордана Силјановска-Давкова тоа го гарантира. Нас ни треба голема, огромна победа на 21. април за потврда на ова што денеска се зборува секаде во Македонија. Тешка е таа задача, затоа што, браќа и сестри, од пепел треба да си ја креваме државата. Треба да работиме сите еден до еден, грб до грб. ВМРО-ДПМН е народна партија и ВМРО-ДПМН останува со народот секогаш. Секогаш, кога во минатото ВМРО-ДПМН на моменти подзаборави на потребите од народот, беше казната. Ние тие лекции ги научивме и подготвени сме, јас лично, да застанам пред народот и за сите грешки од минатото, да ја превземам одговорноста на себе, да побарам прошка, но истовремено да ве замолам, поддржете не, затоа што имаме програма која што гарантира технолошки развој невиден досега, решенија за најголемиот дел од проблемите на нашите сограѓани. Првиот чекор е сега, браќа и сестри, на 21. април и на 5. мај. Ве молам да не поддржате, дајте ни шанса за да покажеме дека ја научивме лекцијата од минатото и дека оваа држава, овој народ заслужува повеќе и заслужува подобро. Ја користам оваа прилика овде, од Крива Паланка, да се обратам и до оние кои што се дел од администрацијата. Знам дека сте под притисок секојдневен од оние властодржци, малкумина слуги на Зоран Заев и СДСМ. Знам дека се обидуваат да ве притискаат, се закануваат, уценуваат. Тоа се кукавици. Тие не можат довербата на народот да ја добијат со проекти и дела, туку со закани и уцени. Но ве уверувам,
Охрабрете се. Позади кутијата вие сте суверен владетел на вашиот глас. Да се обединиме сите заедно, ве молам, околу идниот председател Гордана Силјановска-Давкова, да го поразиме овој дамаклов меч кој што надвистал на нашата татковина. Сакам да се обратам и до пензионерите. Знам дека ветува овие политички измамници кога беа опозиција по високи пензии, но погледајте денешната реалност. Погледајте колку ги намалија вашите пензии. Од 400 до 700 денари од 1 април. Ве молам и вас, застанете околу идниот председател на Републиката, да ја отвориме заедно вратата за нови предвремени парламентарни избори, каде што ќе дојде влада која што знае како, која што има визија да понуди решение за вашиот проблем, за достоинствени пензионерски денови. Сакам да се обратам и до оние предприемачите, бизнисмените, луѓето кои што мачат од први до први, крај со крај да сврзат. Знам дека и вас ви е тешко. Сите можни инспекции ви се на врат, ако не дај Боже го искритикувате деспотот или тие малкумина слуги околу него. Но на колена е деспотот, ви ветувам, ве уверувам дека е на колена, недели се во прашање, застанете позади нас и позади идниот председател на Република Македонија, да ги отвориме портите за нови предвремени парламентарни избори, да дојде влада која што ќе понуди економски политики бенефицитарни за вашиот бизнис, кои што ќе донесат повеќе пари за нови работни места. Сме го докажале тоа во минатото, ќе го потврдиме и во иднината. Затоа застанете со нас и да му ставиме крај на политичкиот арач во Македонија. Јас тоа ви го ветувам од дно на душа и со цело срце. Сакам до студентите да се обратам, да ги замолам, заедно со идниот председател, со професорката Давкова, доаѓаме од Универзитетот Кирил и Методи, од истите оние клупи каде што сте вие со нас, каде што заедно се радувавме кога требаше да се радуваме, каде што заедно тагувавме кога требаше да тагуваме. Поминавме прекрасни денови заедно. Вие ја избравте Гордана за најинспиративен професор на Универзитетот Свети Кирил и Методи. И тоа не еднаш, неколку пати. Вие сте тие што ја избравте. Затоа ве молам, застанете до Гордана, да победиме на претседателските избори. Сакам да искористам оваа прилика исто така, да се обратам и до оние разочараните кои што гласаа за нашиот политички противник СДСМ. Имале причина зошто тоа го сториле во минатото. Знам дека и вас ве излажа. Знам дека ви ветуваа право, ви ветуваа правди на мир, ви ветуваа живот, но донесоа пекол. И знам дека сте разочарани. И знам дека си го велите прашањето зошто токму мене ова не е фер. И знам дека си го поставувате тоа прашање. Ве молам и вас, застанете со нас, да се обединиме во најголемата политичка коалиција во историјата на независна Македонија, да го поддржиме идниот председател на Републиката, Гордана Силјановска-Давкова. Ве повикувам заедно да го сонуваме сонот за Македонија, да се бориме сонот за Македонија да стане јаве. Тоа е голема мисија. И затоа ќе има многу предизвици и искушенија, затоа што е голема. Се што е големо не е лесно, напротив е тешко. Но ако не се бориме, тој сон нема никогаш да стане јаве. Не победуваат побројните и помоќните, победуваат мотивираните и храбрите, а овде во Паланка денеска има храбри и мотивирани луѓе подготвени да победат. Ајде заедно
braće i sestri, da pobedime na 21. april i na 5. maj, da žive Republika Makedonija, da žive ВМРО DPMNE, da žive Kriva Palanka, polna so srećni i veseli luge. Vi blagodaram od srce da ste mi zdravi i živi i poveduvame.